Министерот Спасовски бара најстроги казни, но веќе 4 дена нема осомничени за тоа кој се е страф и паника помеѓу скопските средношколци, пријавувајќи лажни бомби во средните училишта. Од Министерството денеска за Алфа велат дека оделението за компјутерски криминал работело на расчистување на случајот, додека пак министерот Спасовски смета дека станува збор за сценарио и оти во моментов се прават анализи за тоа дали се хибридни напади или заднината се политички интереси. 3 дена поред, скопските средношколци беа предмет на психолошки терор преку лажни дојави за бомби, а во училиштата наместо ученици имаше антитерористички единици и полициски кучиња. Мислењата помеѓу безбедносните експерти поделени. Дел се сомневаат во несовесни ученици. Велат дека доколку станува збор за екстремистички или терористички групи, цел немало да бидат само училиштата, туку болници, породилишта или градинки, кои не можат лесно да се евакуираат. Додека пак други сметаат оти е мала веројатноста некој да се заканува со бомби за тоа што сака да одложи испрашување. Што и да е причината, таа предизвика страф и паника кај населението. Од Сојузот на средношколци побараа Министерството за внатрешни работи максимално да се посвети во потрагата по сторителите, како и брза разрешница за безбедна настава. Додека пак Министерството за образование и наука ги осуди лажните дојави за бомби. МОН ги осудува постапките на субјектите кои попречуваа работата на неколку средни училишта во главниот град во изминатите денови. Се надеваме дека од страна на соодветните органи ќе бидат пронајдени и санкционирани час поскоро. Оттаму исто така апелираат училиштата да го зголемат нивото на безбедност. Но засега училиштата чекаат насоки од градот за тоа како ќе се обезбедуваат во наредните 3 месеци.